Се будиме со утрински благослов. Се пробиваме низ градскиот метеж. Пиеме кафе на пауза. Раскажуваме вистина. Правиме најубава FM врела. Дневни настани, радиски колумни, дебати и ноќни сеанси. Заспиваме со македонска музика. Радио Слободна Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално. Емисија за новите трендови во современото живење. Добар ден, драги и почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Добродојдовте во уште една емисија Поента со професор доктор Тања Каракамишева Јовановска, нормално во улога на уредник на емисијата и ваш водител. Добродојдовте во уште една нова емисија во која ќе се обидам да ги изнесам најважните поенти од актуелните политички случувања во земјата, кои би рекла се поприлично жешки, поприлично тешки и набиени со многу мачни чувства и емоции. Работниот наслов на денешната емисија, како што одеше и во етерот на Радио Слободна Македонија во текот на целиот ден, е СДСМ им должи многу извинувања на македонскиот народ. А мотивот на темата е секако инспириран и поврзан со сите оние политички случувања кои се дел од нашето политичко секојдневие, но би рекла и од подалечното, па и поблиско минато. Зошто СДСМ им должи многу извинувања на македонскиот народ и на македонските граѓани? Има многу причини и има многу факти кои што одат во прилог на овој наслов, за кој што денеска во рамките на овие 50 минути ќе се обидам да ги кажам или да укажам на оние суштински, на оние најважни, и покрај тоа што не можам да ја исцрпам целата листа. Свесна сум дека таа листа е многу голема и дека ќе ни требаат уште најмалку 4-5 емисии за да ги објасниме сите причини зошто на СДСМ им должи на македонските граѓани многу извинувања. Но да почнеме со ред. Мислам дека многу се чудни нашиве политички и опозицијски направи во државава. Зошто се чудни и зошто предизвикуваат огорченост и револт? Затоа што буквално се има чувство дека се може да им текне на ум да си направат, се да си направат како што тие мислат дека треба, а за тоа или при тоа никому да не му одговараат. Едноставно сакаат да направат парасистем, паралелен систем, во кој што ќе си направат своји институции каде што ќе останат недопрени и каде што едноставно нема да им одговара, односно нема да одговараат пред законите и пред Уставот на Република Македонија токму кај тие институции, и затоа инсистираат постојано на создавање на некакви паралелни системи, паралелни како во правниот систем, паралелни системи во политичкиот систем, паралелни системи во економскиот систем и така натаму, се со цел нормално да ја избегнат вината и одговорноста за она што моментално го прават или го прават повеќе од година и половина. Ниту правно одговараат, ниту политички одговараат, а најмалку етички. Значи, за правната одговорност постојат и сега институции во државата, кои што знаете дека тие едноставно на кои што не им веруваат или едноставно ги множат со нула и велат дека заради некој критериум или заради некои нивни сознанија, тие институции по нив се политички мотивирани и луѓето кои што работат таму се партиски определени и не можат да донесат правната вистина на виделина, што всушност директно ставаат, би рекла, една етикета на сите граѓани кои што се вработени во тие институции, а кои што се многу голем дел, многу голем број на луѓе кои што работат во институциите на државата, што создава една или генерира една опасна свест или опасна состојба
меѓу граѓаните дека треба да се храни недовербата, дека преку недоверба или преку демонстрирање недоверба можеш буквално се да добиеш во овој систем, посебно ако си во опозиција, и дека едноставно тој дух на недоверба треба постојано да се крепи, постојано да се обновува, постојано да се има аргументи во негова корист, се со цел нормално да се стиша одговорноста или да не постои одговорноста за овие луѓе. Зошто не се политички одговорни? Затоа што гледаме дека прават буквално се што сакаат, повторно без да имаат соодветна политичка казна за тоа. Нормално политичката казна ќе ги снајде на изборите 26 април, меѓутоа и во меѓувреме нормално треба да постојат некакви инструменти кои ќе ги повикаат на политичка одговорност, без разлика што се опозиција. А да не зборуваме за оние етички или морални аспекти кои што не можеме во ниту еден основ или во ниту еден момент да ги поврзаме со функционирањето на политиката на опозицијата. Буквално се мајстори се да смислат и да направат добро спакувани будалаштини, што во еден конкретен момент им ги представуваат на народот како некоја голема, како најголема, како последна вистина на светот, кое што јас фигуративно ја опишувам како веслање во круг 200 пати на ден. И тоа така секој ден. Значи, мајстори се добро да спакуваат одредена, па ќе кажем, будалаштина, кое што му ја представуваат на народот на пресконференција или преку разноразни соопштенија, како најголема вистина на свет, како најдобра вистина на свет, и потоа со таа вистина постојано веслаат, така велам едно 200 круга, попатно забавуваат луѓе со пенти, додека сметаат дека е тоа исплатливо и опортуно, значи додека им е на нив корисно, и во одреден момент, ја велам, ја вртат контра пентата, се укопуваат за миг во одредено место, излегуваат од чамецот и викаат: не луѓе, чекайте, чамецов не е наш, а пентиве па уште помалку. Тоа што вие сте не гледале дека весламе и си креваме некаков чалам со водните екзибиции и играри, е само едно обично, непрокопсано продавање магла за гурабии. Екзибициите не се наши, тие се само добро срочени и со ефтина и во бедна пиар обланда спакувани финти за единствената политичка стратегија што партијата ја има, а која што е попозната под името ловиме во матно, но кога маглата ептен ќе згусне, настапува тактиката: кој ние? Ние не сме од тука, ова кајче не е наше. Јас велам комично, трагично или можеби најсоодветно речено трагикомично. Вака од прилика дескриптивно и фигуративно го отсликувам политичкото однесување и действување на СДСМ, на незиниот лидер, меѓутоа и на целата опозиција во последнава година и половина. Ако на ова го надоврземе во наводници веслањето во континуитет веќе неколку години наназад, можеме да констатираме дека оваа партија политички има еден добар тренинг, една добра кондиција на веслање, посебно во оној дел од кој што е отсликува нивната стратегија за оцрнување на сите изборни победи на партијата ВМРО-ДПМНЕ, дека всушност сите изборни победи на оваа партија се едни фабрикувани невистини, дека всушност и покрај тоа што никогаш по судски пат не докажале дека тие партиски не ги докажале партиските информации дека победите на ВМРО-ДПМНЕ се резултат на гласање на некакви наводни фамозни 150.000 непостоечки избирачи.
Постојано е весла таа приказна дека ВМРО ДПМН всушност на изборите победува заради тоа што успева да ги наштима, да ги измонтира тие фамозни 150.000 непостоечки избирачи. И сега се поставува прашање, ако ВМРО ДПМН е толку успешна да монтира толку многу гласови на своето конто, зошто тоа не го докажуваа до сега на суд? Или зошто до сега не поднесоа ниту еден приговор, ниту една непокренаа постапка за тоа? И во крајна линија, зошто ниту еден граѓанин кој што е искористен не го стави тоа или не даде поплака дека неговото избирачко право е повредено или дека неговото избирачко право некој го користи, односно некој во негово име гласа за него. Како е можно да докажувате дека 150.000 гласачи не гласале за партијата ВМРО ДПМН, а при тоа да не сакате таа вистина да ја соопштите, односно да ја терате по судски пат? И како е можно воопшто 150.000 гласачи да бидат ставени во тој партиски бубањ, како што вели СДСМ, и едноставно да биде штелувано до тој степен да ниту еден граѓанин во Република Македонија не го примети сето тоа? И зарем до толку не сметаат сите корумпирани, сите кои што работат во институциите, па и оние кои што се врзани со работата на изборните органи, дека никој не може да биде професионалец, да се дрзне да го соопшти тој изборен фалсификат уште во текот на денот на гласањето. Затоа мислам дека сите овие фабрикувани невистини, кои што се дел од познатата стратегија и тактика на СДСМ, се да се ништи, се да се оцрнува, се она што е успех на ВМРО ДПМН, и понатака ќе продолжи како една стратегија, како една наметната невистина, кое што треба да го фати уловот, а тоа значи да граѓаните ја прифатат таа нивна фабрикувана вистина. Меѓутоа, факт е дека создава, весла, креира и други лажни сценарија. Меѓутоа, ова за изборната победа на ВМРО ДПМН некако ми изгледаше најпровокативна. Меѓутоа, наметнуваа одредени факти дека граѓаните се сплашени, дека тие се уценети, дека се измамени и така натаму, а всушност преку таа нивна вистина се гледа нивната проекција, односно се гледа дека тие главните мајстори на уценување, главните мајстори на создавање на притисоци врз граѓаните, главните мајстори на држање на ремчиња на граѓаните, ставање или создавање на некаков психолошки стрес, психолошки, ако сакате, и замор од цела оваа работа. Лажните сценарија, како што гледаме, почнуваат полека, но сигурно како кула од карти да паѓаат во вода. Затоа што ако до вчера им беа проблематични изборите заради тоа што имаа проблем со избирачкиот список, нели, и со одредени неправилности или нерегуларности во него, и до вчера предлага онаков модел на активна регистрација на избирачите, каде што буквално секој избирач ќе биде прегледуван во избирачкиот список, видовме дека таа кула од карти се сруши, таа кула од карти повеќе не е во игра, меѓутоа градена со години, значи создадена е толкава кула со многу карти, која што наеднаш се сруши, како да ништо не било и воопшто немаат сега ниту некаква информација или некакво објаснување зошто наеднаш тие го одбија моделот на активна регистрација, ако навистина тука лежи зајакот. Ако навистина во непрочистениот избирачки список или во избирачкиот список има до тој степен фалсификати, односно до тој степен непроверени луѓе, што едноставно ја загрозуваат нивната изборна победа. Зошто се откажа од моделот на активна регистрација? Интересно е што според нив не е само избирачкиот список, како што кажав, проблем,
тие создаваат една фама дека сите граѓани кои што гласаат за ВМРО всушност не гласаат за ВМРО, туку затоа што се оценети или ставени под некаков притисок, мораат да го заокружат тоа гласачко ливче за ВМРО и покрај тоа што знаеме сите, кога излегуваме на избори, кога доаѓаме на избирачко место, ние го даваме својот глас позади параван. Едноставно никој не може да ни го земе нашето право, нашата ако сакате изборна волја за кого да гласаме. Дури и да сум уценет, дури и да сум под притисок, јас сум сам позади тоа гласачко место и сам позади тој параван. Едноставно сам ќе си го заокружам оној кандидат или онаа партија која што јас ја преферирам или во која што имам доверба. Правиме мала пауза со блок реклами и повторно се враќаме во студиото. Твојот свет во најубави бои. Препознај го на Радио Слободна Македонија. Реклами. Една од водечките градежни компании во Македонија и пошироко. Повеќе од 20 години традиција и искуство. Супер бренд за 2013-2014. Ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Градежна компанија Трансмет. Приказната продолжува. Пеко повторно има фантастично изненадување за вас. Веќе пристигна најновата колекција есен зима. Пеко. Гаранција за удобен, елегантен и здрав чекор. Хот и хот. Куќи на модерното време. Нискоенергетски куќи, изработени од природни, еколошки и висококвалитетни материјали со најдобра топлотна и звучна изолација. Еколошки здрави за живеење, со мали трошоци за затоплување и ладење. Изградба за 30 до 60 дена, по цена двојно поевтина од било кој систем на градба. Ваше е само да обезбедите плац, да поставите фундамент и довод и одвод до фундаментот. Се друго е наша обврска. Систем клуч на рака. Купи куќа. Купи во Хот и Хот. Улица Момин Поток безброј, Скопје. Телефон 23097 141. Голема аутлет распродажба во салонот на Симпо во Велес. Огромни попусти на мебел и до 70%. Подновете го домот и почувствувајте го комфорот на врвниот квалитет. Затоа што Симпо е она што ви треба. Дозволете си совршен изглед и безпрекорна убавина со Beauty Bar Salon и Spa Скопје. Комплет козметичко-фризерски и спа услуги. Попуст до 15% на сите пилинг и детокс третмани. Булевар Климент Охридски 48 Сутерен. beautybar.mk. Радио Слободна Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Се чудиме и понатака со убедувањето на СДСМ дека мора да се направи активна регистрација на избирачите на терен и наеднаш, како што кажав, тие се откажа од овој свој план или од овој свој предлог, без разлика што не ни дадоа никакво објаснување зошто тоа го направија или дали е тоа дел од некаков компромис или можеби меѓупартиски договор со некој од вклучените страни во процесот на преговарање. Сепак, сакам акцентот да го ставам на ставот на ВМРО ДПМНЕ. Оваа партија, како што знаеме, се согласи да прифати секаков можен модел на регистрација на гласачите, вклучително и моделот на активна регистрација на избирачите. И покрај тоа што оваа партија знаеше дека овој модел е прилично несоодветен за 21 век, односно за демократски и нормални состојби во едно демократско општество, бидејќи е факт дека она поединечно, ја го нарекувам штиклирање на секој поединец, на секој граѓанин што се наоѓа на избирачкиот список, мене ми личи како да сме ние сите ученичиња од прво оделение, не собираат во една голема училница, а СДСМ се собир на некакви учители кои не стројат во ред и не пребројуваат, односно не штиклираат дали сме тие.
ВМРО ДПМН го прифати и тој предлог, немаше никаков проблем, затоа што беше јасно дека тој предлог, односно тој модел кој што тие го сакаат, треба да го закочи процесот на преговарање. Меѓутоа ВМРО го прифати тоа, сакајќи да затвори оваа пандурина кутија, која што е полна со сомнежи, со недоверби, со некакви сценарија, со некакви измислени приказни. И како што кажав, СДСМ се откажа од тој модел, за миг ја сруши кулата од карти и се откажа од тој систем на активна регистрација, без да каже дали сега и понатака ќе го блокираат, односно ќе изразуваат недоверба кон тој систем, и покрај тоа што се прифати мешовит модел на проверка на избирачите, дали тој модел навистина ќе им влее доволно доверба за да го признаат изборниот неуспех или да го признаат изборниот резултат на следните избори во 2016 година. Инаку ова е позната тактика на СДСМ, да едноставно нешто прво закочат, да целосно дадат неприфатливи предлози или предлози кои што може да доведат до закочување на процесот на преговори, и потоа во одреден, нели, откако тие ќе проценат дали треба да се закочат преговорите недела, 2-3, да отстапат од некои нивни идеи кои што всушност се сосема нерационални, сосема се неразумни. Така одлучи да направи СДСМ и кога стана збор за гласањето со диаспората, односно оние предлози кои што се видоа дека беа сосема неразумни. Така постапи кога го поддржа предлогот за гласање на Бадентир во Државната изборна комисија. Така постапи со идејата за оставање отпечаток на прст во избирачкиот список. Така постапи со наводното нивно принципиелно и европско оделување на државата од партијата. Така постапи со законот за бомбите. Така постапи, ако сакате, и со најголемиот дипломатски и политички скандал кој што Македонија, современа Македонија, го памети, кога на посетата на Заев по нив на највисоко државно ниво во Израел и Мосад, каде обичните куртоазни разговори со владините представници на израелската држава во земјава, СДСМ и Заев посебно се обидоа да ни ги продадат како разговори кои што имале многу сериозна тежина, ќе имаат многу сериозни импликации врз финансиско-безбедносниот систем на земјата, како и оние измислени приказни дека всушност Заев се сретнал и со луѓе од Мосад кои официјално веднаш инстант беа демантирани дека од страна на израелската влада дека воопшто не се случиле и дека се тоа само еден голем сон што може СДСМ да го сонува на јаве и ништо повеќе од тоа. Приказните на оваа партија навистина немаат крај. Значи човек кога ќе го обсервира, кој ќе го анализира нивното политичко делување, навистина не знае од која приказна да почне и со која да заврши. Интересно е што нивната фантазија за оној филм кој што тие си го негуваат, кој што јас го опишувам со она позната детска сентенца дека на огледалце кажи ми на светот најумен кој е. Таа нивна фантазија во која што живеат и тој нивен филм е толку долга и толку голема, колку што едноставно логиката на разумот не може да дофати. Фантазијата и замисленоста за сопствената важност, за сопствената политичка мудрост и за божемната префинетост во наводници што ја поседуваат неколкумина во оваа партија, навистина добива, ја би рекла, и планетарни размери. Добро е што нивната надреална слика за сопствената моќ и за политичката тежина која што тие се замислуваат дека ја поседуваат
е во форма на еден голем меур од сапуница, со малку поголема растеглива моќ, но јас велам со еден многу брз, со многу молњевит капацитет на исчезнување во просторот и во времето, во оној момент кога до нас ќе допрат само неколку збора од устата на лидерот. Значи, доволни се само неколку збора, за се да не стане јасно. Доволни се само неколку збора, за се да се демаскира, кривото да се исправи, се да се дојде на вистинското место и да се прикаже со вистинското лице. Овде правам мала пауза за реклами и една музичка номера и се враќаме повторно во студиото. Останете со нас. Утро со портокалова сончева светлина. Ноќ во боја на пурпур. Слушај Радио во боја.
Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Да, значи еве неповторно во студиото. Мојата последна мисла беше дека се доволни само неколку зборови од лидерот на СДСМ за едноставно се да падне во вода, се да се демаскира, ја велам кривото да се исправи, се да се дојде на вистинското место и да се прикаже со вистинското лице. А вистинското лице на политичкото делување на оваа партија е еден обичен куп на деманти или збир на деманти, кои буквално секојдневно ни се појавуваат пред очи. Целата политичка сторија на делување на оваа партија е заснована на еден многу базичен концепт, кој што од прилика изгледа или наједноставно изгледа вака. Ке протуркам лага во јавноста, ке проциркулира таа низ медиумите, па ако ме фатат дека лажам, ке кажам не сум јас или дека погрешно ме интерпретирале или погрешно ме пренеле медиумите, не сакав тоа да го кажам, ама ете така ми ја извртија мислата. А ако таа лага пројде така, значи ако биде консумирана без да биде демантирана, во тој случај жив ќар за партијата. И она што е интересно е дека оваа политичка сторија на нивното делување како концепт се турка секој ден, буквално ден за ден. Меѓутоа, таа стратегија нема долг век на трајање или не може да има долг век на трајање, затоа што тоа е буквално, народски кажано, вредна само денот, еден ден. Можеш да купиш еден ден и да продадеш еден ден, ама не можеш да купиш години и години да дојдеш на власт и да ги купиш тие со бројни информации, дезинформации, пласирање на невистини и така натаму, и да го живееш, да ги живееш тие невистини потоа и да дојдеш на власт. Мораш да презентираш вистина, мораш да презентираш правда, правичност, право, а не невистини и дезинформации. Интересно е што имаат за се нешто да кажат, но кога ќе дојдат вистинските прашања за вистинските теми на дневен ред, како например што имаат тие како партиски центар да ни соопштат за например за информациите кои што се поврзани со случајот Пуч, што имаат да ни кажат како нивни информации за аферата Подкуп, што имаат да ни кажат во врска или со нивните тајни преписки и она јавноста добро беше информирана за она конкретна помош што на Заев му е нудел еден амбасадор со знаење од премиер на некоја странска држава за некакво наводно, како што тие го објаснија, наводно добивање виза на лице кое што е вклучено во незаконските процеси со прислушкувањето. Зошто не ни достават информација што е позадината на тие тајни преписки? Што се случува со сите оние информации кои што ги дознавме, врзани со незаконските процеси на прислушувањето? Што има да ни кажат за оваа терење на политика според она познато правило странците ни свират, ние како партија безпоговорно си играме? Што има ново да ни кажат до кога планираат да тираат оваа политика на раскрчмување на државата, буквално на демонтирање на државата, демонтирање на институциите по сопствена желба и по сопствена проценка? Што имаат да ни кажат во врска со рушењето на онаа доверба за која што зборував на самиот почеток на емисијата, доверба кон се, рушење на доверба во се и плукање по секого, буквално плукање и едноставно деградирање на секоја личност која што не размислува како нив, едноставно не ги дели нивните политички убедувања и политички ставови. Многу прашања од јавноста стигнуваат до нивни адреси, можеби стигнуваат и до адресата на амбасадорите. Меѓутоа, не добивме ниту еден конкретен одговор
како партиски став, како партиски изградена стратегија за давање на точни одговори, прецизни одговори, не одговори кои што се ко киша око Крагуевац да вртиш, туку едноставно дали имаат конкретен одговор на сите оние прашања кои што јавноста ги поставува во Република Македонија, а врзани со сите оние афери и проблематични изјави и мега скандали од политички и дипломатски вид, кои што навистина граѓаните се заинтересирани. Веројатно и тие имаат многу можни одговори, можеби што сакаат да ни ги испорачаат со лажичка, една по една, но тажно е што во ниту еден од нив, во ниту еден од тие одговори, не можеме да доживееме, да чуеме ни и од извинување упатено до македонскиот народ, ниту и од извинување упатено до македонските граѓани за сите изнесени лаги и измами во медиумите, за сите неправди кои што се сторени кон сопствената држава, како во минатото, а посебно денес. Не можеме да, најверојатно и нема да доживееме, да чуеме ниту и од извинување за своето моментално нарцисоидно и лажно представување како големи апологети на демократијата и на демократските стандарди, а всушност тие вистински ги искривоголчуваат, ги деградираат истите тие демократски вредности и принципи на кои се повикуваат со една единствена цел. Се знае, тие сакаат да дојдат на власт што е можно побрзо. Каква суверена волја на граѓани, каква изборна волја на граѓани. Целава тактика на пласирање невистини, на пласирање, односно злоупотреба на незаконски стекнати материјали и се ова што се прави во политиката е едноставно да се дојде на власт без никаков изборен процес, без никаква изборна волја. Тоа ли е вистинската демократија за која што се борат? Ако тие се вистински бранители на демократијата, треба да ја почитуваат како Библија изборната волја на граѓаните. Ако вистина ги почитуваат граѓаните и ако сакаат да бидат власт на овие граѓани, мораат да им понудат на граѓаните многу повеќе од она што е обичен памфлет содржано во некаква визија за Македонија. Нас како граѓани ни требаат дела, ни требаат проекти, ни треба да видиме која е вистинската визија за Македонија. Не онака како што тие ја замислуваат во своите глави, туку напишана на хартија со конкретни рокови, со конкретни стратешки и оперативни акциони планови, со конкретни рокови до кога тие планови, односно тие активности ќе бидат завршени. Она што досега го видовме од оваа партија е незаконска активност, прибирање на незаконски материјали, користење на тие материјали за уцена на официјални представници на власта и буквално злоупотреба на таквите материјали во преговарањето, во преговарачкиот процес. Бидејќи ако нешто не им се допадне, веднаш излегуваат во јавноста и велат ние се откажуваме од договорот, продолжуваме со бомбите. Тоа ли е демократија? Тоа ли е водење политика? Тоа ли е имање на компромис во политиката? Тоа ли е водење на диалог во политиката? Нивната наводна борба за слобода и демократија и нивното суштинско, очигледно непознавање на обичната тавтологија која што ни ја продаваат како визија за прикривање на директната повреда на Уставот и на законите во Република Македонија, е всушност сценарио за разнебитување на уставниот и на правниот систем во земјата. Многу е интересно, главната нивна парола е слобода и демократија. Ке кажам, тоа е обична тавтологија, затоа што ако си слободен, тоа значи дека знаеш да ја препознаеш и да ја имаш демократијата во себе пред се. Демократија без слобода не постои, како што не постои ни слобода без демократија. Оттука кога зборуваш за слобода,
зборуваш и за демократија. Не е потребно ти да се бориш за слобода и за демократија. Затоа што тоа се всушност две страни на една иста паричка. Тоа се буквално јинг и јанг. Вие не можете да кажете, да зборувате дека сте поддржувачи или приврзаници на демократијата, а при тоа во себе да не ја субсумирате и слободата. Тука правам мала пауза за реклами и останете до крајот на емисијата со мене. Бакарни лисја, пурпурни ноки, златна есен. Препушти им се на боите на Радио Слободна Македонија. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: обвинителите го бранат уставот, специјалната пред уставен суд, втора амнестија за Заев, предавници и свиркачи во ист кош, интервју Нола Измајловска-Старова, македонското чувство е непроменливо, Ерусалимско слово до Муртино, политиката не е за секого, природата не може да се контролира, поплавите најголема опасност за земјоделците. Со секојдневни нови информации читајте на republika.mk. Новиот број е во продажба од 16 октомври. Центар за странски јазици Creative Way. Good afternoon. Професионална јазична обука за сите возрасти и степени, употреба на најнови методи и програми, креативен пристап кон изучувањето на странски јазици. 075-209-442 077-671-472. Creative Way, Нова Лисича, Скопје. Хот Глобал – идеално решение за решавање на станбеното прашање преку проектот Купи куќа, купи стан. Само за проектот Купи куќа, купи стан, Хот и Хот ги намалува цените на 280 евра за метар квадратен. Преку субвенциониран стамбен кредит до куќа која ги задоволува сите стандарди на модерен, удобен и економичен начин на живеење, со мали трошоци за ладење и греење. Купи куќа, купи во Хот и Хот. Улица Момин поток без број, Скопје. Телефон 23097 141. Дозволете си совршен изглед и безпрекорна убавина со Бјути бар салон и спа Скопје. Комплет козметичко-фризерски и спа услуги. Попуст до 15% на сите пилинки детокс третмани. Булевар Климент Охридски 48 сутерен. beautybar.mk. Радио Слободна Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Еве на назад одиме со последните неколку минути од емисијата, каде што повторно ќе се вратам на работниот наслов дека народот и македонските граѓани се погласно бараат извинувања за многуте скандали и опасни игри што ги игра СДСМ, бара извинување за рушење на угледот на државата во земјата и во странство, извинување за нарушување на сигурност и безбедноста на земјата преку оној дипломатски и политички мега скандал што СДСМ ни го испорача со така наречената визита на Заев во Израел. Народот бара извинување за се што СДСМ прави во политиката, што се дефинира како стратегија на се поевидентно туркање на државата кон прегратките на надворешни сили или поедноставено кажано кон протекторат. Народот бара извинување за нарушувањето на националната сигурност и безбедност по сите основи. Народот бара многу извинувања, а не како што јас велам селско-попадиско мудрување. Зошто бара извинување? Па затоа што на сите ни е јасно која вовлече Република Македонија во ваква мизерна политичка состојба на тензии, манипулации, кодошлаци, политички профитерства, игри со националните чувства, игри со националното достоинство, безмилосно кршење на уставот и на законите во земјата, политички притисоци врз институциите на системот, а наводно пропагирање на принципи на независност и самостојност,
посебно врз јавното обвинителство и судството, за кој токму СДСМ се крсти дека ќе ги почитува токму тие принципи на независност и самостојност, тие прават директни политички притисоци врз јавното обвинителство. И вчерашната средба со еврокомесарот Хан и како и со лидерите на 4 партии, знаеме дека заврши неуспешно, токму заради продолжувањето на тактиката на СДСМ единствено и само да испорачува барања и да уценува, грубо да оценува, а за возврат да не исправи, да не направи ниту еден важен чекор за излез од овој политички безизлез. Главните прашања на кои запнаа преговорите веќе се јасни, познати во јавноста, но познати се и причините за заглавување. Толку е јасно и очигледно што не треба ни многу да се коментира. СДСМ е јасно дека нема намера да се откаже од овој така наречен бомбашки процес. Тие знаат дека оваа бомба политика со која што се наметнаа во политиката и со која станаа видливи на меѓународната сцена и во домашната политика, е единственото нешто што го имаат и што ќе го користат до крај, се додека не ја постигнат целта, по секоја цена да се наметнат и да ја освојат власта. За нив доаѓањето на власт не е прашање на надпревар меѓу политичките партии, за нив доаѓањето на власт не е прашање на меѓупартиска конкуренција и борба на идеи и визии, не е политичка борба за тоа како да се подобри стандардот на граѓаните, како уште подобро да се подигнат условите за живот, како економски уште повеќе да се развива Република Македонија, како да се обезбеди општа севкупна благосостојба на граѓаните и слично. За нив, за жал, политиката е една опасна и расипана игра со животите на не само на политичарите, оние кои што се официјални представници на власта, туку и на граѓаните. Токму затоа бараат свиркачите да бидат законски заштитени како бели мечки. И во минатата емисија кажав и сега ќе повторам дека материјата со свиркачите мора многу внимателно да се уреди, имајќи ги предвид европските стандарди, точно, од една страна, но пред се почитување на слободите и правата на човекот и граѓанинот утврдени во Уставот на Република Македонија од друга страна. Мораме да ги земеме предвид како различните модели што постојат за уредување на оваа категорија во Европа, но и во Америка, така и добрите, но и лошите искуства што конкретните земји ги имале со нив. Како што имам веќе споменато, не смееме да ја занемариме жестоката дебата за и против свиркачите, што се води во многу земји членки на Европската Унија. Всушност, гледајте ги критиките во Соединетите американски држави, гледајте ги казните, драконските казни кои американците ги предвидуваат за сите оние кои што ќе злоупотребат функцијата свиркач, и да ги видиме и практиките во Уставниот суд. Не смееме да ги заборавиме сите оние искуства кои што Германскиот уставен суд не ги пласира за и околу законитоста на легалитетот на свиркањето. Во неколку наврати токму Германскиот уставен суд изразува сомнеш околу усогласеноста на концептот свиркач од една страна, но со концептот на владење на правото како уставен принцип од друга страна. Треба да се има предвид дека самиот чин на свиркање, односно јавното ширење на одредени информации, може и често доведува до состојба на конфликт со уставно загарантираната приватност, како знаете, неприкосновено лично право на секого. Во многу случаи, свиркачите преку јавно ширење на одредени информации знаат да ја злоупотребат и правно дадената доверба како исклучително важен етички принцип. Мора да биде предвидено свиркачот и самиот да западне во кривично-правна одговорност, односно да биде обвинет за сторено казниво дело, посебно во случаи кога тој неовластено не само што ги поседува, ги има, туку може и да ги располага туѓите информации прибавени на незаконски начин. Ние свиркачот ќе мора да го законски да го заштитиме до онаа мера до која што е потребно и дозволиво согласно нашите правни правила, нашиот правен систем, но и со цел да заштитиме државата да не ни се претвори од правна во кодошка, од држава во која владее правото, во држава во која најатрактивна и најисплатлива професија ќе биде токму кодошењето.
Посебно сакам да потенцирам дека свиркањето треба да се заштити во оној момент кога има добра намера или bona fide намера. Тенденциозната или лошата намера, односно мала фиде, зад која што се кријат разноразни материјални и друг вид на интереси на свиркачот, потоа тенденциозната или лошата намера или политичка намера да се преземе власта преку користење на уцена врз официјални представници на власта, како што тоа го прават ЗАЕФ и СДСМ во оваа нивна политичка игра со незаконски стекнати материјали и нивното објавување во јавноста. Намерата да со такви материјали се вршат психолошки и друг вид на притисоци врз останатите граѓани и слично, тоа мора да се казни, тоа мора да биде кривично дело. Свиркачите со лоша намера мора јавно да се посочат со прст како лоша практика која што ја изопачува добрата, честната, етичната страна на оваа категорија. А за да ја заштитиме таа добра, етична страна, потребно е да се донесат законски одредби во кои ќе се утврди забрана за односно посебен закон во кој ќе се утврди забрана за поседување, обработка, објавување и располагање на кој било начин со материјали кои произлегуваат од незаконското следење на комуникации, потоа обврската за предавање на материјалите од незаконско следење пред надлежен јавен обвинител, како и кривичната одговорност за непредавање на материјалите и за нивно неовластено објавување и пренесување. Овој посебен закон ќе мора да го забрани поседувањето, обработката, објавувањето и располагањето на материјалите и исто така мора да утврди и сериозна казна за сите оние прекршители на овој закон. Зошто е многу важно да се донесе ваков посебен закон? Затоа што неговата намера е да се соберат сите, ама буквално сите незаконски стекнати материјали во периодот од 2008 до 2015 година, што сега се во моментален посет и располагање на СДСМ и на ЗАЕФ. Овој закон нема да се однесува на досега објавените незаконски стекнати материјали, тие и онака веќе се пуштани во медиумите и се познати на јавноста, туку ќе се однесува на сите идни можни материјали за кои што постои основано сомневање дека некој од раководството на СДСМ ќе одлучи да ги искористи во конкретен момент, тогаш кога тоа за него ќе биде политички опортуно. Исто така треба да се стави крај на сите видови класични уцени врз официјалните представници на власта со ваквите материјали, како што можевме да слушнеме неодамна и заменичката на ЗАЕФ, тоа веќе не го ни крие дека поседуваат материјали со секс скандали и така натаму. Тоа е класична уцена. Вие можете што сакате да правите, ама ние ве држиме на ремче. Тоа е недозволиво и тоа мора кривично правно да се санкционира. Бидејќи веќе имам од режијата најава дека морам да се поздравам од вас, да ја завршам емисијата. Имам само толку време колку да ги кажам оние формалности кои што ни се законска обврска, дека сте на фреквенциите на радиодифузното друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум професор доктор Тања Каракамишева Јовановска, уредник и водител на емисијата Поента. Денес е 20 октомври 2015 година. Емисијата се води во продукција на Радио Слободна Македонија. Пред да се одјавам, само би сакала да ви посакам убав ден, убав остаток од неделата, да ве оставам во добро расположение, со добро здравје и се слушаме наредниот вторник во истото време. Значи вторник од 17 до 18 час. Поздрав. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално. Емисија за новите трендови во современото живење.